Сакаа да испратат порака до институциите, но завршија во станица. 5 мина активисти на иницијативата Петоци за иднината добија прекршочна пријава. Оти фарбале со боја пред Министерството за екологија. Црвените дланки на прозорците на зградата требало да го активираат екоалармот за енормното аерозагадување. Наместо тоа, реагирало обезбедувањето. Стававме отпечатоци од нашите дланки со црвена боја на прозорците на зградата на Министерството за животна средина и ова свесно избравме да бидат прозорците, бидејќи тоа е површина која што лесно може да се исчисти и свесно избравме боја која што може да се исчисти за буквално 5 минути, мислам, тоа е обична темперна боја. Револтирани се од односот на полицијата, за која велат оти со висок тон им вршела притисок да дадат изјава за стореното дело. Ние сме навистина наискрено сериозно истрауматизирани од самиот пристап, зашто и покрај тоа што објаснавме се на најмирен и најцивилизиран начин, дека ова е само еден креативен перформанс преку кој што се обидуваме да допреме до ушите на оние кои што ги донесуваат и ги спроведуваат одлуките. Сепак безбедносните лица кои што беа таму присутни имаа навистина пристап со викање и со навистина така ставајќи притисок врз нас. Не притискаа да дадеме изјава, но не сакавме да дадеме изјава без присуство на правно лице. За инцидентот реагира и од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Најавуваат представка до секторот за внатрешна контрола во МВР поради дрзок однос на полицијата кон активистите на Петоци за иднината. Меѓу учесниците во акцијата имаше и малолетно дете, кое беше држано во полициска станица повеќе од 1 час без присуство на адвокат и социјален работник, што е дополнително прекршување на процедурите. А пред само 3,5 години, лично лидерот на СДСМ и доскорешен премиер Зоран Заев, како дел од така наречената шарена револуција, зборуваше оти фарбањето на институциите било своевиден перформанс за искажување на незадоволство од работата на власта. Ова денеска како перформанс на сите нас, хулиганите и хулиганките, составен дел на ова шарена револуција, беше чин на солидарност кон сите овие другари и другарки кои што се под мечот на неправдата и репресијата од страна на оваа власт, за да споделиме повеќе илјади граѓани, вклучително и нас, лидерите на политичките партии, на понесување на одговорноста, на фарбањето на институциите кои што се веќе делегитимирани во Република Македонија. И дел од актуелните високи функционери на СДСМ тогаш бурно реагираа на приведувањето на активисти на шарените. Хитно ослободување на сите приведени и притворени протестанти и прекин на прогонот на сите што доаѓаат секојдневно на протести. Иницијативата Петоци за иднината повеќе од 2 месеци одржуваат мирни протести и герила акции низ главниот град со цел да ги мобилизираат институциите во решавање на горливиот проблем со аерозагадувањето. Нов масовен протест со гости од повеќе балкански земји најавуваат за впеток. Инаку и оваа зима штетните PM10 честички во воздухот рушат рекорди, а здравствените власти натаму алармираат дека годишно како последица од аерозагадувањето умираат над 3600 лица.